Play Cafe на тема македонска музика. Зборуваме за најновиот спот за песната Пеј на Игор Атанасовски, кој што подобро го знаете како Гуру Харе и Игор Джамбазов. Станува збор за песна која што се најде на албумот Првите 30, албум за кој што веќе зборувавме после промоцијата, а нашата струга ја имаше и честа да биде домаќин на првиот од серијата концерти на кој што се промовираше албумот. За песната Пеј зборуваме со Гуру Харе. Харе, честитки за спотот, на вистина е прекрасен, но првата тема ќе ни биде текстот на оваа песна. Ти си комплетен автор, музика, текст и аранжман, но зборувај ми малку за инспирацијата за текстот, затоа што не само спотот и текстот е посебен и сега мене секогаш ме воодушевувале детали, па некако сонце студено ми е совршена стилска фигура за некое чувство. Така. Прво, добар ден на сите слушатели на Плей Радио. Добар ден на сите мои драги стружани, кои веројатно и не слушаат во моментов. Па, што да кажам, како и сите мои досегашни песни, текстови, едноставно инспирирани се од реалноста, од она што го живееме. Така и Пеј се појави спонтано едно мое чувство на огорченост од реалноста, од се она што не обкружува, од цело време оспорување на некој наш идентитет, некое чувство. Јас тоа некако многу навредливо го доживувам, да ми кажува некој што сум и како да се чувствувам. По природа сум слободарски дух. Мислам дека целата нација исто се чувствува во врска со се ова што ни се случува. Јас само го артикулирав тоа и се покажа дека е многу точно според реакциите на луѓето. Така, навистина е одличен текстот. Е сега режисера воедно и директор на фотографија на спотот е Стефан Рајхал и сите ние знаеме за каков квалитет станува збор, но кажи ми како ја осмисливте приказната за спотот и зошто баш за оваа песна избравте да изработите ваков видеозапис, многу театрално, драмски, креативно, со костими кои што се многу автентични. Епа вака, Стефан Рајхал е еден од најдобрите концертни фотографи, веќе со години, и посака да влезе во светот на видеото. Тој е веќе 15 години ме следи мене Игор на концерти, има илјадници наши фотографии и некако беше природно да го поканиме токму него, да го направи. Ова не е негово видео деби, меѓутоа му е нешто прво посериозно што го работи. Едноставно имавме доверба, имаше голема желба кај него и љубов токму да сработи, му се допадна песната. И од тука некако натака оставивме се во негови раце, му ја доверивме задачата да го осмисли видеото. Секако во цело време бевме, разговаравме многу околу текстот поготово. Така? И дојде до идеја да го направиме токму вака. Уште веднаш кога ни ја презентираше идејата, ми се допадна и мене и на Игор и од тука тргна реализацијата. Значи најдовме вистински рингишпил во Струмица, резервиравме хотел за екипата 2 дена, благодарност до Силвер рингишпилот кој навистина ни излегува во пресред. Снимано е ноќе, откако нормално ќе се испразни од полноќ до Сабајле. И се одеше едноставно без никакви пречки. Прекрасно искуство беше снимањето. Тој си го состави тимот на втора камера, на светломајстор. Најдовме одличен мейкап артист од Струмица. И се спомина некако совршено. Монтажер, исто беше негов избор и монтажерот. Со еден збор му препуштивме Стефан да го осмисли целото дело. И при премиерата, кога ни ја направи да го видиме видеото, само рековме ние немаме овде што да кажеме, немаме забелешки и буквално тоа беше тоа.
Така, Презадоволни сме двострано, мислам, од соработката. Така, Игор Џамбазов како Џокер, но целата негова, ајде да кажеме, глума во спотот е сосема очекувана со оглед на тоа дека е актер по професија, пред се е актер, а потоа и музичар. Кажи ми, што за тебе значеше? И ти имаш едни убави поретки, помалку од Игор Џамбазов, ама убави така театрални моменти во спотов. Како се доживеа во улогава? Па, прекрасно, да ти кажам, и многу природно, за разлика од Игор. Јас не сум актер, меѓутоа за потребите на видеото бев актер. Затоа и прашувам, затоа што точно така изгледа како професионално да си актер. Па ете, благодарам на комплиментот, бидејќи да се глуми покрај Игор Џамбазов, а при тоа да не си актер е голем комплимент. Знаеш како лесно ми е, бидејќи кога сме заедно, јас некако го доживувам тоа природно, некако да сум со некаков актер на сцена, поготово кога самиот ти си автор на песната, некако е многу полесно. Тој влезе и ја доживеа како своја, режисерот ја доживеа како своја, така што тоа беше едно наше заедничко патешествие вечерта до Сабајле и некако не се чувствувавме како да правиме нешто неприродно. Едноставно се случи во еден здив. Така, се навистина изгледа совршено. Јас кога почекав вчера да биде 12 и 15 часот за да го погледнам видеото, се воодушевив навистина и го гледав неколку пати. Верувам дека истата реакција ја имаат и оние кои што досега го гледале спотот. Ќе се вратам накратко на албумот. Концертот во Струга беше прекрасен. Како беше во другите градови и колку сте задоволни од продажбата? Да ти кажам, сегде каде што бевме, да не ги набројувам градовите, навистина низ многу градови свиревме и сегде беше прекрасно. Албумот го носевме со нас, имаше човек задолжен на штандот за продажба на цедињата и сегде беше прифатен со огромен интерес и успех. Исто дистрибутерот и нашиот медиумски покровител Слободен Печат ја одработи работата на висина, е доставен во сите градови, може да се набави, да се купи. И навистина сите тие луѓе што ќе си одвојат некој денар, ќе добијат парче музичка историја, снимено врвно, до самиот крај печатено и мастерирано во Sony Австрија, изработено парче музика и парче историја што секој би требало да го има дома, бар секој нешто држи до себе и до македонштината, не знам како да кажам. Да, навистина и воопшто до вистинските љубители на македонската музика, затоа што преквалитетно го сработивте, па секој треба да го има во својата вистинска музичка колекција. Сосема за крај, сега знам дека што туку промовиравте албум, но што е следно? Следно и најважно, еве видеото излезе како поддршка на големиот концерт кој го спремаме за 21 октомври во Македонска филхармонија. Ги поканувам сите стружани да побрзаат додека се уште има билети онлайн да си набават, бидејќи ќе понудиме еден несекојдневен концерт на кој ќе ни гостуваат инструменталисти кои се дел од нашата 30 годишна приказна, а и песните се нафатив заедно со мојот бенд и гостите да ги аранжираме во малку поинаков аранжман, поакустичен, соодветен за салата во која ќе свириме. За разлика од она енергична и електрична програма што ја даваме на концертите, ова планираме да биде малку поемотивно, малку потивко, едноставно малку да не чујат во малку поинакво издание. Во склоп на концертот ќе имам и една соло точка, каде што ќе отсвирам 3 мои песни, малку да го одморам Игор, нели? Така. Да има време да смени сако. Ете и тоа ќе го кажам и очекувам да си поминеме преубаво. Со срце и душа го очекуваме 21 октомври. Тоа е на најважното што не очекува. Така, навистина ми е многу драго што сте избрале да биде во Македонска филхармонија и можам да замислам дека ќе биде и поемотивно, поакустично, поинтимно со публиката, со оглед на тоа дека е тоа совршено место за таква атмосфера, така што сигурна сум дека ќе биде многу убаво и ви посакувам да биде се според планираното. Ета, јас посакувам не да замислувате како ќе биде, туку да дојдете и заедно да ги прославиме
првите 30. Знаеш дека јас ќе направам се што можам за на 21 да бидам во Скопје и да почувствувам таа атмосфера, затоа што тоа што се случуваше во Сиеста беше супер, но да зборуваме реално за тој музички акустичен дел и сето тоа што го планирате во Македонска филхармонија, тоа не може да има споредба. Секако, затоа велам ќе биде нешто различно и ова е концерт што се случува еднаш во неколку години, не е нешто што често се прави. Така, многу ти благодарам и верувам дека ќе имаме уште многу вистински вакви поводи да зборуваме понатаму. Секако, покана уште еднаш до Стружани, повелете на 21 Македонска филхармонија, заедно да ги прославиме првите 30 години, а за вторите 30 ќе бидеме во контакт. Апсолутно, за вторите 30 ќе зборуваме уште подолго, продолжуваме понатаму, слушате Плей кафе на Плей радио. Street tonight, and the people